Во салите Империјал 1 и Империјал 2 на Културно-информативниот центар Скопје во теке самостојната ликовна изложба на авторот Никола Пијанманов на тема вечнеење. Никола Пијанманов потекнува од Струмица, а дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје 2005 година. Учествувал на повеќе групни изложби, а автор е и на голем број самостојни изложби, како и на животописи во повеќе македонски цркви. Делата од неговиот најнов творечки циклус, кои што веќе беа изложени во светски уметнички центри, сега се конечно достапни и за домашната јавност. Доколку денес на ова мало парче земја наречено Македонија, ликовната уметност сака нешто да каже, тоа дефинитивно го прави преку оваа изложба на Никола Пијанманов, вели рецензентот доктор Емил Нијами. Она што навистина во одушевува во неговото поново творештво е тоа што е апсолутно очигледно дека Никола не слика, туку го живее сликањето. За него сликањето не е само процес, туку и начин на живеење, начин на размислување, приближување и оддалечување, нешто во кое што тој не само што ги придава нештата, ами се придава и самиот себе си, односно и тој станува дел од сопствената уметност. Јас пред се морам да кажам дека сум возбуден дека изложувам во двата салони на Културно-информативниот центар. Уште од дете се сеќавам кога во средното уметничко доаѓавме, овде ги гледавме изложбите со професорот Ангеле Гавровски. Ми беше предизвик некогаш да имам изложба овде и ете се случи тоа. Последниве 3 години јас патував, бев на резиденцијален престој во Париз, работев таму во Сите дез Артс, дел од сликите се изложени вечерва и овде, дел од платната кои беа летово во Њујорк во изложбата во центарот, културниот центар македонски, исто се изложени овде. Некој екстракт направив од сите тие истражувања кои ги работев периодот и заедно со Емил Шулајковски кој е одговорен за поставката и е куратор на изложбата и рецензентот Емил Нијами кој го пишуваше текстот во каталогот. Решивме изборот да падне баш на овие дела, не се сите дела, може би половина отпадна, но ете мораше нешто да се жртвува за да се вклопи се во контекст на просторот. Ако се вкупно изложени околу 80 на дела, очигледно уште на прв поглед дека централна фигура и централен мотив е човекот. Што всушност пренесуваат сите овие слики што ги гледаме тука, каде што го гледаме човекот во најразлични форми и каде што доаѓа до израз и неговата нежност и кршливост, но и силата која носи секој човек во себе. Одлично прашање и забелешка и убаво сте го приметиле тоа. Еце хомо е присутен овде, ете го човекот. Дури онтолошки кога го истражував човекот како битие, се вратив кај Адам. Почнуваме од Адам, па се до човекот во современиот свет кој страда, се мачи, чека во чекалниците на болниците, чека за магнетна резонанца, чека, постојано чека во чекалница, во чекалници го имам тој цел циклус, луѓето што чекаат. И тоа едно чекање во вториот салон, во Империјал 2, се претвора во некоја преобразба каде што човекот се губи во природата. Не се губи како личност, туку се топи во неа и се обидува да го најде знакот, смислата на својот живот, дали вреди да се чека, која е смислата на постоењето, каде одиме ние, овде во оваа сала каде што сме истражував и на темата старење. Јас сакам таа тема, старењето, исчезнувањето, минливоста на човекот. Адам сепак има една голема надеж, а тоа е вечнеењето. Затоа ја насловив така изложбата. Тоа е една исконска жет и мечта кон вечност. Значи, трансцендентно гледање на животот, не само во зададената материалистичка состојба на светот, туку и отаде светот, метафизички. Колку е вашата сегашна сликарска и авторска фаза поразлична и пошто е поспецифична од претходните? Експериментирав долго време со пејзажот, со празните простори и сега е вметната фигурата во него. Вие знаете, во историјата на сликарството долго време пејзажот бил
со човечки фигури. Ел Греко е првиот кој го насликал осамениот пейзаж, тоа е визијата која имал врз Толедо, една бура, едно невреме, како да ја навестува апокалипсата. Потоа се дружев со сликите на Каспар Давид Фридрих. Тоа е исто една неверојатна осаменост, но осаменост која не приближува кон вечноста, кон Бог. Човекот е поосамен меѓу луѓето отколку е сам во природата. Човекот во пустината, човекот пред заледеното поле, човекот пред зади сонцето има една поголема смисла, една динамика која не можеме да ја видиме кај човекот кој очајно чека автобус, кој очајно чека во некоја чекалница. Знаете, ние транзитираме веќе 30 години и таа транзиција просто се отслика, се отпечати врз лицата на луѓето. И јас тоа го гледам насекаде. И затоа на прв поглед, посебно во оваа сала, поголемата сала, ќе видите страдање на лицата. Овде ги имаме Свети Себастијан, девојчиња кои чекаат во болница, сцени од ковид модуларните болници, девојчиња со кибричиња кои упорно чекаат и никој не може да ги види. Стариот Адам, нели, кој чека во пустината, но и новиот Адам кој чека во некоја сала за операции. Ете така. За крај, до кога ќе биде отворена изложбата и до кога посетителите ќе имаат можност да ги видат и да ги доживеат вашите ликовни дела? Изложбата ќе биде отворена до 19 ноември, тоа е 12-13 дена. Галеријата е отворена од 8 наутро до 8 навечер. Има прекрасна локација, фреквентно е местото, се надевам дека ќе има посетители. Се радувам дека овде во фоајето ќе има неколку значајни книжевни настани. Ете ја најавија на 13 ноември портретот со Владо Урошевик, па после ќе има и промоција со новата книга на Сергеј Андреевски, така да мислам дека ќе живее изложбата и ќе има публика.